Гостин во Република ТВ професор доктор Бранкица Крстевска, ендокринолог, ќе разговараме за дијабетесот. Добар ден, професорке. Добар ден. Дијабетесот е една од најчестите болести во современото општество. Според некои статистики во Македонија 120.000 лица се заболени од оваа болест. Какви се вашите коментари на оваа бројка? Да, се служувам дека тоа представува една најчеста хронична незаразна болест која што завзема епидемиски размери. Значи, ние се соочуваме во последно време со епидемија. Според последните анализи од конгресот кој што беше одржан во Ванкувер декември 2015 година, тоа е Интернационалната федерација за дијабетес, кој што ги дава најпоузданите параметри за застапеноста на дијабетесот во светот, соопшти една фрапантна бројка од 415 милиони лица заболени од дијабетес ширум светот. Тоа значи дека бројката од година во година расте, како во неразвиените, така и во развиените земји. Така во развиените земји таа е болест на сиромашните, а во неразвиените земји болест е на богатите. Пресликана оваа бројка за Соединетите Американски држави покажува дека преваленцата таму изнесува околу 11%, како водечка земја со застапеност на дијабетес, а сликата во европскиот континент е нешто малку со пониски бројки. Така, од Европа, Турција има највисока преваленца на заболување, која што се движи до 9,8. За жал, и Македонија е во една од највисоките земји со висока преваленца. Таа се изнесува околу 9,3%. Така што податокот ваш дека во Македонија има 120.000 заболени треба да го побијам со најновиот факт на IDF, каде што беа наши представници од Македонија, и таму бројката е следната: 180.000 заболени со дијабетес. Што пак, како можам да го коментирам, едноставно дека се лицата стареат. За жените, нели, животна граница кај нас е 72 години. Второ, промените во животните навики, особено исхраната на брза храна, брзиот начин на живење, вестеринизацијата, односно преминот од еден тип на социјално на уредување државно, кое што го имавме од социјализам во транзицијски капитализам, со прифаќање на тие навики, значи се прифаќаат и некои навики во исхраната и се повеќе седентарниот начин на живење, што допринесува кон појава на дебелина. И стресот секако допринесува. Тоа би било објаснување за нашата таква висока преваленца. Така. Што е дијабетес и кои се причините за неговата појава? Па, дијабетесот представува синдром. Тој се карактеризира со перманентно, хронично покачено ниво на крвен шекер. Не значи тоа еднашка, интермитентно, тоа е хронично покачување на крвниот шекер, а тоа се должи на апсолутен дефицит, значи недостасува инсулин кај лицата со тип 1, а додека поинаку е кај тип 2, таму е релативен, што значи има, ама тоа е инсулин, се лачи и секретира од бета клетката, ама тоа е недоволно да одржи една еугликемична или нормогликемична состојба. И кај тип 2 дијабетес сретнуваме една инсулинска нечувствителност, која што се расте со порастот на телесната тежина. Што значи дека дијабетесот според дефиницијата е хипергликемија хронична, ама би додала и тоа дека пошто е прогресивна, пошто е хронична, пошто е доживотна, кај незе се развиваат компликации, присутни се, компликации на малите крвни садови, која е означена како микроангиопатија, и на големите крвни садови како макроангиопатија или позната народски како артериосклероза.
Така, веќе ги спомнавме, значи постојат неколку типови на диабетес. Да ги мислам поразјасниме. Да ги поразјасниме. Генерално е тип 1 и тип 2. Тип 1 се јавува во детска, во адолесцентна и во адултна возраст до 30-та година од животот. Во основа, тука е автоимуно заболување, каде што доаѓа до деструкција, уништување на клетките од панкреасот кои што синтетизираат, создаваат инзулин и фактички тие се доживотно зависни од инзулинската терапија. Тој се развива многу брзо, за неколку денови и неколку недели, со класичните симптоми на сува уста, жеднење, пиење на вода, често мокрење, ноќно мокрење и исто така губење во телесна тежина. За разлика може да се појави со акутна компликација, тоа е кетоацидозата, и најчесто има склоност кон појава на микроваскуларни компликации. За разлика од него, тип 2 диабетесот се јавува во адултната возраст. Значи, во основа е намалена секреција на бета клетката, како резултат на исто постоење на инсулинска нечувствителност. Тоа значи може да постои инсулин, инсулинот се врзува на клетките во мускулите и масните клетки, ама постои некаква атенуација, му се ослабнува дејството која сигналот на инсулинот за да внесе гликозата во клетката слабе од некоја причина и на тој начин приморан е панкреасот да лачи повеќе инсулин за да се одржи една еугликемиска состојба. Кога не е панкреасот во можност да го компензира тоа со дополнително лачење, се развива тип 2 диабетес и како трета компонента во последно време е покаченото ниво на глукагон, кој што не може да се супримира. Тип 2 диабетес може да оди асимптоматски, може на систематски, може при рутински преглед да биде откриен или при некаков инцидент. Може да преживее, да има воспалување на бели дробови или уринарна инфекција, па тогаш да се открие диабетесот, и може да има и класични симптоми кои што ги спомнав кај тип 1 диабетес. И особено сакам да потенцирам дека некако лицата со тип 2 диабетес ги запоставуваат тие симптоми, дека нешто се случува, дека им се суши уста, дека мократ и тоа може го поврзуваат како нешто нормално или го поврзуваат со возраста. Има и трет тип, тоа е гестацијскиот диабетес, и во оваа прилика би сакала да го апострофирам секундарниот диабетес. Значи тој се развива тогаш кога има болест на панкреасот. Да речеме воспалување на панкреасот може да доведе до појава на диабетес или ако е извршена хируршка интервенција со отстранување на панкреасот, автоматски нема што да секретира инзулин, па и тогаш се појавува диабетес и постојат ендокрини заболувања како Кушинг, акромегалија, кои што одат со инсулинска нечувствителност и кај нив се развива диабетес, или феохромоцитом, каде што е пореметена, зголемена секреција, пореметена секреција на инзулинот. Зошто ова секундарен го спомнувам? Затоа што тој може да се третира ако се елиминира основното заболување, акромегалијата, Кушингот, може да се излекува и диабетесот. Така. Кои се ризик факторите за појава на диабетес? Па, генерално би сакала да кажам дека диабетесот е детерминиран од возраста, значи со старењето процентот на заболени расте. Дебелината е исто така ризик фактор, етничката припадност кон одредени етнички групи и фамилиарната анамнеза. Тие се клучните причини кои што можат да доведат. И тука би кажала, например, со две зборчиња или сврзници, дали би се појавил диабетеска една личност или не. Би се појавил ако има генетска предиспозиција. И второ, кога тој ќе си ги промени животните навики, ќе почне да се храни повеќе отколку што троши,
и кога нема да спроведува физичка активност. Тие се така круцијални фактори. А она што вие го поставивте како прашање, кои се ризични групи, рековме со возраста, значи над 45 години ризикот расте и затоа треба скрининг да се прави. Во нашата земја тоа почна матичните лекари да го прават тој скрининг, одредување на гликемијата. Потоа ризична категорија е дебелина. Таа е дефинирана со индекс на телесна маса поголема од 30 кг на метар квадратен, ама се јавува и кај надхранети. Повеќе за сликата во Македонија би рекла дека има повеќе надхранети од многу обезни. Не сме ние сепак толку обезна. Не сме толку дебела нација. Толку дебела нација, ама надхранета сме. После има една категорија на предиабетес, кога шекерот на гладно е помеѓу 6,1 и 6,9, значи не исполнува критериуми за тип 2 диабетес, или пореметувањето е на гликемијата после јадење, таа е помеѓу 7,8 и 11,1. Потоа лица кои што имаат покачен крвен притисок повисок од 140 со 90, лица со покачени триглицериди повисоки од 1,7 и ХДЛ понизок од 1,23 за жени и 1,03 за мажи милимоли. Тука во посебна категорија се жените кои што имаат полицистичен оваријален синдром, кој носи склоност за метаболни нарушувања, зашто представува една метаболорепродуктивна болест, и најпосле гестацијскиот диабетес, кој што може да помине во тип 2 диабетес. Така. Значи листата е голема на ризик фактори. Какви компликации може да предизвика диабетесот ако редовно не се контролира и не се внимава на препораките од докторот? Така. Диабетесот, пошто е хронична болест, дава и хронични компликации. Тоа се компликациите на малите крвни садови, пред се на ретината, значи тоа се капиларите, најситните артерии на очното дно, потоа капиларите во бубрегот, во самото гломерулче и оштетување дава на нервите. Ова се познати како микроангиопатија. Микроангиопатија диабетика, диабетична микроангиопатија. И сакам тука да апострофирам дека овој ентитет, овие компликации исклучиво се карактеристика на диабетесот, со други зборови не се сретнуваат кај ниедно друго заболување кај човекот. Наспроти овие, постои макроангиопатија, тоа е во ствари преведено народски артериосклероза, ама таа е 2 до 4 пати поизразена кај лицата со диабетес. Како се движат бројките? Прво да кажам дека тука спаѓаат кардиоваскуларните заболувања со коронарната артериска болест, така што лицата со тип 2 диабетес конкретно 2 до 4 пати повеќе заболуваат од болести на срцето во споредба со општата популација. 2 пати повеќе заболуваат од цереброваскуларни, односно од болести на мозокот, како што е мозочен удар, инсулти што се вика, и имаат периферна васкуларна болест која што е сврзана со големите или средно големи артерии или крвни садови. И сега многу интересно што микроангиопатијата директно се поврзува со степенот на гликемиската контрола, време траењето на диабетесот и исто така има влијание нивото на крвниот притисок. Додека кај тип 2 и напорите, студиите што се правени не покажа дека целосно само гликемијата има влијание, туку учествуваат повеќе фактори. Тука би го вброила покачениот крвен притисок, покачените масноти, што значи во регулирањето кај тип 2, за да се спречат макроваскуларните компликации, не е фокусот само на шекерот, на крвниот шекер, туку треба и сите други ризик фактори да бидат
покриени и крвниот притисок, и мастите, и протекција со аспирин како би се спречила смртноста. Висока е, да речеме, од акутен миокарден инфаркт, лицата со тип 2 диабетес умираат во 70%. Значи, тоа е главна причина. Да. Колку има вистина во тврдењето дека исхраната е половина лек кога станува збор за лекување на диабетесот? Па уште на почеток една од главните причини е исхраната, неправилната исхрана, што значи кога ќе се открие диабетесот, односно кога се наоѓа во фаза на предиабетес, или кога се работи за здрави лица, исхраната е многу важна. Конкретно се за лицата со тип 2 диабетес, значи има програм, исто препораки како и за другите терапевски опции што се предложуваат. Исхраната со физичката активност се база. Тоа значи дека има препорака за исхрана која што се базира прво на возраста на пациентот, потоа на присуството на придружни болести, дали има ретинопатија, дали има коронарна срцева болест, потоа каков е фенотипот, дали е обезен или е нормална тежина или е подхранет, кај тип 1 се подхранети и нив им се дава повеќе калории. Кај тип 2 кој што е почест и повеќе го окупира нашето внимание, се препорачува исхрана која што е балансирана, значи многу се води сметка за содржината на јаглените хидрати. Во исхрана внесуваме протеини, белковини, масти и јаглени хидрати. Значи јаглените хидрати се директно тие кои што го покачуваат крвниот шекер. После оброк шекерот расте. Колку ќе порасне зависи од каков тип на јаглени хидрати се внесува и се прави една листа на јеловник кај пациентот со застапеноста во калорискиот внес од 40 до 60% на јаглените хидрати, мастите под помалку од 35, а белковините по 1 грам на идеална телесна тежина, или просто речено, ако 10% се протеини, 10 или до 20, значи, и сепак внесот на калориите се подесува ако има пациентот покачани масти како холестерол и триглицериди, сигурно ќе се намали внесот на мастите за сметка на другите компоненти. И не секоја јаглено-хидратна храна има подеднакво влијание на покачување. Има продукти кои што имаат висок гликемиски индекс, тоа значи кои ќе се конзумираат, го качуваат многу, како оризот, да речеме, кромпирот, во однос на боранијата, која што има помал гликемиски индекс и помали има покачување на крвниот шекер. Значи, темел на исхраната, на третманот е диетата и физичката активност. Значи, за секој пациент се препорачува физичка активност, тоа е 150 минути во неделата, а може и секој ден ако има услови, и таа исто така се препорачува врз основа на возраста, препораките се базираат, типот на компликации што ги има и третманот кој што се применува. Да речеме, лицата со тип 1 имаат пофлексибилен начин, зашто они си ја подесуваат дозата, имаат многу флексибилен режим на инсулинска терапија, а кога се фиксни режимите, тогаш треба многу построго пациентот да се придржува кон исхраната. Ако е дебел, ќе му дадеме помалу калории за да ослабне. Или ако е со нормална лесна тежина, за да одржува една еугликемична состојба. Јас би рекла, пошто тој учествува многу во појавата на диабетесот, како мото би било секоја година јадете здрава храна. И веќе се гледа таа една иницијатива уште во градинките. Дечињата веќе има таква програма, учат што е тоа здрава храна. И тама треба и во средните училишта и потоа за останатата адултна популација.
Поентата е ако е здрава храна, тогаш тоа може да се превенира и да се спречи тој раст на диабетесот. Така. Шекерната болест кај трудниците најчесто трае привремено и иницијално се појавува во текот на бременоста. Каквото нарушување може да биде незгодно и за мајката и за детето. Кои се можните последици? Да, тој се нарекува гестацијски диабетес, значи диабетес кој што се јавува во бременост, помеѓу 24-та и во втората половина се јавува од гравидитетот и најчесто се компликации, шекерот од мајката поминува низ постелката. Колку тој е повисок, значи повеќе ќе биде и бебето снабдено со шекер, ќе го стимулира на бебето панкреасот, за да се лачи повеќе инзулин. Тој вишок на шекер кој што нема да го дигестира, да го искористи, ќе се таложи кај бебето во вид на масти во стомачето. Така постои ризик да се развиваат едни големи крупни макросомични бебиња, кои што краткорочно може да носат ризик од породилна траума, ако се раѓа по природен пат. Потоа може рамен да даде парализа на нервите, после може да даде респираторен дистрес синдром, проблеми со дишење, да е покачен билирубинот во крвта, да има намалено ниво на калциум и сите тие се компликации после породување кои што се од краток род. Ама овие бебиња во средина на мајка која што имала хипергликемија во гравидитетот може да дадат и долгорочни последици. Тоа значи дека ако се стимулира подолго панкреасот, а не е препознаета хипергликемијата, може да доведе до намалување на масата на бета клетките, која што подоцна во животот ќе се манифестира како диабетес, значи во адолесцентната, дури и во адултната возраст. За да се спречи ова, кратковремените и долговремените, веќе во Македонија повеќе од 15-20 години правиме скрининг и тоа си е со регулатива воведено од 24 до 28 недела на 25 години мајките да бидат кај нив да биде изведен тест со кој што ќе се открие присуство на гестацијски диабетес. По породување тој поминува, што значи мајката може да настрада во овој поглед само во наводници, со тоа што тежината која што може да продолжи и да биде понатаму ризик, да се породи со царски рез. Ама нејзиниот прозор, гестацијскиот диабетес е прозор за нејзината иднина. Тоа значи дека она спаѓа токму во ризичната група, така што за 10 години 50% од овие жени развиваат тип 2 диабетес, пошто патофизиолошките причините кои што се за тип 2 диабетес се идентични за жените кои што имале гестацијски диабетес. Така. Професорке, јас ви благодарам за гостувањето во Република. И јас ви благодарам за поканата, ми беше задоволство.